на овој голем ден, кога нашиот македонски народ, нашата света македонска православна црква го празнува големиот проповедник, големиот мисионер, големиот апостол на нашиот Спасител Господ Исус Христос, апостолот Павле. Вие знаете дека столбови на нашава држава се Македонската православна црква и двете најголеми партии, партијата на СДС и партијата на ВМРО-ДПМН. Овие две партии од ова место јас ги молам лидерите, градоначалниците, оние кои комуницираат најповеќе со народот, да го сплотат народот и да бидеме една душа, едно срце, една мисла. Само така, заеднички, ќе обстанеме на овие наши македонски простори. Сите ние имаме право демократски да размислуваме и сами да се определиме за кого ќе гласаме. Но и вие сте свесни, и сите сме свесни, дека столбови на нашето семакедонско постоење се овие две партии, затоа треба овие партии да ги поддржиме и заеднички да се борат. Но еве, ги молам да најдат заеднички јазик и да го сплотат македонскиот народ, за да бидеме една душа, едно срце, да се почитуваме и сакаме, а они нека се борат околу финанси, околу социјални, економски и што ти знам јас какви потреби има во наше општество, но нека се стави крај, нека се напишат црвените линии за обстојување на нашиот македонски јазик, нашата македонска нација, нашето македонско обстојување, нашата македонска православна црква, која е столб и тврдина и вистина на се македонско. Оние кои ја читали историјата, оние кои се занимаваат со историја, можат да прочитаат, да видат, да анализираат, да размислуваат што се има кроз нашата историја, нашата црква, Охридската епископија, а потоа обновената Охридска епископија во лицето на Македонска современа црква. Благодата Божја, драги мои, молитвите на светот апостол Павле нека бидат во овој град, во оваа општина, во вашите срца, во вашите души, во вашите домови, во вашите семејства. Пренесете ја благодата и светот апостол Павле нека биде заштитник од денес, па натаму на сите вас, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Нека е за многу години денешниот ден голем христијански празник посветен на апостолот Павле, Христовиот следбеник кој ја носел христијанската вера на овие македонски простори. И токму на овој свет ден, со благослов на неговото високо преосвештенство господин Агат Ангел, започнува изградбата на уште едно светилиште на верата, црквата Свети апостол Павле. Овде, во центарот на општина Градско, во средиштето на Оврадарската епархија. Во оваа прилика, на сето христијанско население од општина Градско, од името на Советот на општината и од моје лично име, упатувам голема благодарност до нашиот владика што имаше духовна сила и одлучност да ни изгради црква.